Од линеарни равенки со една непозната, од променлива, ги разгледавме во претходното видео задачите број 26-27, а овде ќе разгледаме задачите број 28 и 29. 28 задача. Ако должината на страната на еден квадрат ја зголемиме за 3 см, а неговата плоштина ќе се зголеми за 57 см квадрат, одреди ја должината на дадениот квадрат. Плоштината на квадратот P е еднаква на А на квадрат. Неговата страна да ја зголемиме за 3 см. Тогаш и плоштината ќе определуваме со формулата А плюс 3 на квадрат. Првобитната плоштина е А на квадрат, бидејќи А го бараме, ние не го знаеме, ќе се зголеми за 57 сантиметри квадрат. И сега, колку е должината на страната на квадратот е решението на оваа равенка. Овде имам да применам формула за скратено множење, а тоа беше А плюс Б сето на квадрат, и беше квадрат на првиот, удвоен производ на првиот и вториот, и уште квадрат на вториот. Значи, кај применам ова формула за скратено множење. Ќе имам А на квадрат плюс 2 пати првиот по вториот член, 2 по 3 по вториот по 3 е 6 по А, 6А. Оце незгодно да го изговараме тоа. 2 по А по 3. 2 по А по 3, ако го запишеме настрана, ќе имаме 2 по А по 3, 2 по 3 6А. Плюс вториот на квадрат, вториот е 3, 3 да се квадрира е 9. Еднакво на А на квадрат, плюс 57 ги препишавме. Кога имаме исти членови на различна страна, можеме нив да ги изоставиме, да ги поништиме, во овој случај А на квадрат и А на квадрат, и сега ќе имаме 6А еднакво на 57, 9 да го префрлиме од другата страна, ќе биде минус 9. 6А еднакво 57 минус 9 е 9 до 17, 8, 48. Само А е 48 врз 6. Значи, страната на тој квадрат ќе биде 8 сантиметри. 29 задача. Во еден правоаголен триаголник, едната катета е за 20 см, е долга 20 см, значи имам правоаголен триаголник. Едната катета е 20 см, еве тоа нека биде 20, а хипотенузата е за 8 см подолга од другата катета. Другата катета А, а хипотенузата е за 8 подолга од таа другата катета, чија должина треба да ја определиме и на хипотенузата. Значи ги бараме и катетата А и хипотенузата. Правоаголен триаголник, Питагорова теорема, хипотенуза е она страна наспроти правиот агол, квадратот над хипотенузата, таа е А плюс 8 сето на квадрат, сега ќе имам е збир од квадратите на катетите. 20 на квадрат плюс А на квадрат. Ќе го извршам овде степенувањето како во претходниот случај. Првиот на квадрат, 2 пати првиот по вториот, 2 по 8 16 по А 16А плюс 64. Еднакво на 20 на квадрат е 400 плюс А на квадрат го препишувам. Исти членови на различна страна можеме да ги поништиме. А на квадрат со А на квадрат се поништува. И сега ќе имам 16 А да е еднакво на 400
minus 64, zato što ga prefrlih na desната strana, to je 64. 16-a, 400 minus 64 je 336. Samo A će biti 336 i se podeli na 16. A će biti 16 vo 33 od 2. 2 po 16 je 32, jedan ostanova koji će dopišemo šeskata, ki se formira broj od 16, vo 16 je 1. Znači, nepoznatata kateta je 21, a hipotenuzata, ajde se od sada zapišeme, beše A plus 8. 21 plus 8. Znači, hipotenuzata je 29 cm. Mi rešivme двете задачи и аз благодарам за вашето внимание. Значи сега ни са сите овие 4